Еден голем благослов за сите вас. Добре дојдовте на Улан Тарот канал. Би сакала да ви доловам една убава можност за сите вас кои сакате да слушнете и да добиете некоја смерница за понатаму во изминатите денови, месеци, години. Денеска би сакала да изработам една врвна тема и таа врвна тема ќе биде љубов. Љубовна тема ќе биде. Се уште не знам како ќе ја крстам, но после ова видео најверојатно ќе ставам како ќе се вика ова видео, како ќе биде темата. Но се работи за љубов, љубовна конекција, љубовна врска, туку што почната или во фаза на отпочнување или во фаза на реализација, моментална врска која се карактеризира со ситуации на прекини, на нејавување, на неконтакти, па повторно јавување. Значи ќе направиме една ретроспектива на љубовна конекција или љубовна врска која ќе резултира со крајни резултати. Дали би биле доследни да опстанете во една таква врска или би се разединиле како такви и би останале во пријателски врски или секој на своја страна. Значи, земете како вам ќе ви одговара. Ова е генерално читање, не е генерално читање, колективно читање. Има огромна енергија во ова исчитување. За секој вас кој сака да дознае за себе лично, пожелно би било да се направи едно лично отварање за да се видат можностите на ваква тема, доколку би сакале. Значи, во секое видео, испод секое видео ќе биде поставен мојот контакт за порака, за лично читање и консултација. А да почнеме. Ова ќе биде енергијата за машката страна, ова ќе биде енергијата за женската страна и да видиме енергијата за машката страна. Ја ќе отворам неколку картички и да разгледаме во каква енергија е машката страна кога се работи за ваков контакт или ваква љубовна врска, така да и да споредиме. Ќе ви дадам неколку опции на размислување, на видиме како ќе биде. Ја отвараме сега божествената женска енергија. Во каква енергија е. Значи, земете како ви одговара вам. Ова е генерално колективно читање, така да ќе го читаме во колектив, бидејќи има многу. Ете вака. Па да започнеме. Значи, оваа ваша врска машката страна земаме сега за слушање од аспект на жена. Значи, божествена жена која прашува за машката страна. Во каква енергија е, кој е тој, зашто вака, што така, значи да дадеме некои смерници. Значи, машката божествена енергија е
во енергија на носење некоја важна одлука, со тоа што разгледува, значи ве прати на социјалните мрежи, обсесивно размислува на вас, но неговата енергија е што сака да ризикува. Значи, има голем наплив на ризикување. Нормално, секоја машка страна сака да ризикува, како и секоја женска страна која сака да ризикува. Оди од партнер до партнер, може да е оваа енергија и пред вас, пред да стапите во контакт, а може и да се случува сега во ова време доколку сте во прекин. Значи, машката енергија е во обсерваторија, значи во носење главна во носење на главна одлука, но сака да ризикува со тоа што ако ризикува, само ќе влезе во една голема илузија која ќе биде во голем пат на енергија, и ќе биде како парче од некоја страна. Значи, парче од некоја страна, бидејќи тој секако размислува на вас, но има некои порочни моменти кои се уште не може да ги искорени. Може и не сака да ги искорени, може сака да ги искорени со вас, но ако се упушти во момент на ризик, значи да се гледа со други женски енергии, телесно да се задоволува со нив, само ќе направи една многу голема илузија, нема да биде отворен, ќе биде затворен и ќе направи една многу голема грешка околу вас, кој ве одбрал како такви за да оди на еден пат. Значи, оваа машка енергија сака да има повеќе опции, во размислување да има една опција, да биде, да се стационира, но јас мислам дека оваа машка енергија е доволно незрела, или детето во него не е созреано за да се стационира на една положба. Сега, вие сте во енергија од женски аспект зборам, сите мажи што ме слушаат, што сакаат да послушаат на ова видео, значи само нека го свртат моментот, значи горниот дел нека го земат за исчитување на женската енергија, а долниот дел за машката енергија. И обратно. Значи, женската енергија е во адикција, значи адиктивна е од вас, обсесивна е, најверојатно дали ќе се јавите, дали емоционално е блокирана, дали самостално се има блокирано или од аспект, од некоја друга врска, тоа не знаеме, ќе видиме на крај. Гледа се преку наочари, значи, оние розеви наочари, не може доволно да перцепира
има опции, значи сака да има опции, се нудат опции на мажи кои може да ве замени како такви, сака да игра игри, никогаш не прифаќа нешто што треба да направи, пример да седне да разговара или да се отвори во една врска, секогаш е затворена, има ставено граница, најверојатно е повредувана повеќе пати, значи емоционално е издадена. Значи емоционално издадена, емоционално е повеќе пати повредувана оваа женска енергија. Инаку е од стара школа, значи или повторува некои образци како стара лента. Значи повторува некои образци од минати врски кои не доволно ќе ја однесат во една голема суштина и да ги види правите можности за вас или за некоја друга врска. Генерално земено, вие сте во слична енергија, но би сакала сега да видам заедничката енергија на која граница е, да видиме во каква енергија сте заедно, значи во каква врска сте, значи во каква љубовна врска сте. Двете сте неемотивни во моментот, блокирани. Мене ми изгледа дека сте добри огледала или интроспекцијски партнери. Партнери огледала или интроспекција. Може би еден со друг сте се повредила и затоа сега патите осамени. Секој еден гледа да излезе од таа болка, но на ваков начин не може. Универзумот има друг план за вас. Да видиме сега во каква енергија сте заедничка. Да верувате длабоко. Значи, сепак треба да, еве уште една, мора да се помирите. Значи, за повеќето од вас, значи, потфаќам енергија која е во болка, значи вие сте во раскинна врска, но треба да верувате еден на друг. Картичките ви советуваат да верувате еден на друг, да верувате еден на друг, да верувате во нешто дека ќе се случи многу поубаво за вас. Значи, во една врска треба да се верува еден на друг. Значи, тоа е верба во реципроцитет, давање и примање. Значи, вербата е давање и примање во една љубовна врска. Длабоко да навлезете во суштината, во внутрината на самите вас, или да навлезете во внутрината на вашата врска и да видите каде сте погрешиле и што ви треба за понатаму за да издигнете оваа врска. Картичките ви наговестуваат, за некој ќе важи дека ви дават конкретен одговор, дека помирувањето е временска линија во
една љубовна врска помеѓу двајца партнери. Значи, вие сте во енергија на верување и тоа длабоко треба да навлезете во коренот на вашата врска, заеднички, и да ги разјасните можностите, што ви треба и што не ви треба, што ви треба да прифатите, што не ви треба да отфрлите, за да успее оваа врска да не биде со повреди и да не биде до комплетно без контакт. Значи, без контакт. Вие многу најверојатно многу се сакате и затоа и се повредувате еден со друг. Додека едниот од вас е во повеќе емотивна затвореност. Значи, срчаната чакра е затворена, срцевата чакра е затворена и треба да се работи на срцевата чакра, на првата чакра и на визуализацијата, визуелната чакра, третото око и крунската чакра. Значи, овие 4 чакри ќе бидат застапени за во вашата врска се додека не дојдете до конечно решение. Дали сакате да бидете еден со друг или не сакате да бидете еден со друг. Но картичките викаат дека вие сте огледала. Тоа огледало треба да го скршите за да влезете во момент на едно давање и примање на емоции. Вие имате емоции, но не знаете како да ги споделите еден со друг. Вие само се погледнувате, како прави едниот, така прави и другиот. Се оцикувате еден од друг. Тоа тука ќе заврши. Се додека не почнете да верувате во оваа врска, дека ја имате во ваши раце, се додека длабоко не навлезете во суштината и во коренот на оваа врска и додека не се помирите со моментите дека треба да ги поправите нештата во оваа врска, до тогаш ќе бидете во разединување, во повредување еден со друг, емоционално нема да бидете достапни, ќе играте игрички помеѓу себе, значи ќе играте топло-ладно и секогаш ќе бидете од страната на стоечка фаза. Значи, страна на стоечка фаза. Нонстоп ќе ви се повторуваат нештата. Најверојатно ова е кармичка врска, кармичко судбинска врска, а може би и само кармичка, а кармичките врски не завршуваат долго заедно, но може нештата да се поправат. Ајде да видиме сега некоја смерница за чакрените. Да видиме сега што треба да поправиме во оваа врска. Каде треба да поправиме? Каде треба да поправи машката страна, а каде треба да поправи женската страна. Така да јас ќе извлечам сега 2 картички за машката страна и 2 картички за женската страна. Па ќе одиме на судбинските чајни ливчиња или тилив и да видиме каде ќе не водат, во каков смер ќе не води резултатот на оваа врска. Значи, дојде времето да 3D матрицата се скрши. Значи, кармичките врски ќе резултираат со поправање во некоја многу поубава варијанта, поубава можност
да може да се поправи сето она што е лошо во една врска, да се поправи. Доколку може, доколку не може, се додека не се научат лекциите од старата матрица, ќе си терате по старо. Ајде да видиме машката страна на што треба да обрати внимание. Да, значи машката страна треба да биде во истражување свест на единство. Емоционално нестабилна особа, значи емоционално нестабилна особа, но ќе се стабилизира доколку го прифати ова што го кажувам сега. Така да некој за вас ова треба да го слушне и убаво ќе биде да го слушне и да го примени. Значи, машката страна е нетрпелива и мора да истражи свеста за единство. Значи, во една фаза на смирување, значи треба да се смири, нетрпеливоста негова да ја смири, за да може да влезе во свест на единство. Овдека имаме срчана чакра и земјена чакра. Значи, она прва чакра, кундалини чакра. Значи, двете чакри се блокирани. Двете чакри се блокирани и треба да се работи. Па вика, значи давам смерница сега за одблокирање на овие две чакри. Срцевата чакра вика, за да ја смирите нетрпеливоста, би требало да изговарате нон-стоп и цело време во подсвеста. Тука нема ништо, но мора да се случи чекање. Значи, треба да се направи чекање. Значи, почекај, тука нема ништо. Почекај, тука нема ништо. Значи, буквално на тој начин можете да ја смирите нетрпеливоста од ваша страна. Значи, зборам за машката страна. Она земјена чакра ќе ја реанимирате со тоа што треба да изговарате длабоко во себе, смирени, да кажете, јас сум единствен, кој свети и го прифаќам сето тоа. Јас сум единствен кој свети и го прифаќам сето тоа. Женската страна, значи има инспирација од други, им дава инспирација на други, но инспирација за себе нема. И треба да ја отфрли тагата. Значи, тагата е точно стационирана во солар плексус чакрата или жолтиот дел. Жолтиот дел на телото, така да еве сега и овдека ќе важи за грлената чакра. Значи, она што ги инспирира другите, не го привлекувајте како тага. Значи, она што ги инспирира другите, не го привлекувајте како тага, туку само изфрлете го од себе. Тоа е порака на овие две картички. Овие картички се инаку се исцелувачки мантри кои длабоко се вкоренуваат во нашата свест и подсвест и ги опфаќаат чакрите за одблокирање на делови кои доведуваат до
балансен момент во енергетскиот дел на случувањата. Solar plexus чакрата вика, или пак отфрлување на тагата. Значи, вие треба да викате, значи цело време да си повторувате во себе. Ова е афирмацијски дел. Значи, запишете или кажете си во себе. Јас чувствувам. Јас ќе се чувствувам подобро еднашка и ќе земам мир и спокој. Значи, јас ќе се чувствувам добро, подобро, еднашка за секогаш и ќе си земам спокој и одмор. Тоа е за женскиот дел. И инспирирајќи ги другите, да видиме во каква можност ќе биде да ги инспирирате другите, но и за себе. Јас помагам на другите, чувствувајќи мокност, светлост, во изучување. Тоа е дарба моја. И тоа е во ред. Значи, вие рефлектирате на овој машки принцип. Вие рефлектирате, вие го исполнувате него, но тој вам не ви возвраќа. Тоа е моментот. Отфрлете си ја тагата, говорам на женскиот принцип во оваа врска. Отфрлете си ја тагата и практикувајте среќа. Доколку машкиот принцип во оваа врска треба нетрпеливоста да си ја смири и да ја подобри свеста за уединување во љубовна врска, доколку сака да биде со вас. Ајде да видиме сега чајните картички што ќе кажат и какви смерници ќе ни дадат. Да видиме за што поконкретно би се работело во оваа врска. Напоредно толкување на машки принцип и женски принцип. Оваа врска може да резултира со стабилност. Ајде уште една. Ова е премногу. И за женската страна. Вие сте многу адиктирани. Ајде и како заедничко поглавје на оваа љубовна врска. Дали да продолжи или секој на своја страна ќе биде. Вајн. Значи, на машкиот принцип му требаат некои информации за да му помогнат. Значи, винова лоза. Вели винова лоза. Значи, информациите се како винова лоза. Значи, изфрлете ги надвор информациите за да ви помогнат. Значи, кажете тоа што сакате да кажете. Значи, машкиот принцип треба да збори и да каже тоа што сака да каже. Но, се додека не ја истражи само свеста, за единство нема да може ова да го направи. Вика, земете ја вашата интуиција, свеста интуитивноста, да направи бенефит и да промени. Значи,
самосвеста, интуитивноста во самосвеста да направите бенефит за вашите промени, што ќе настанат, се надевам дека ќе настанат. И имате една многу карта која вели, вика, имате, вика, подкупувач во вашиот живот, кој најверојатно имате некој пријател, другар, не е битно, слушате некој или кажувате на некој за другата страна и вика, тој некој со кого соработувате во врска за оваа љубовна врска, зборите со него, е само подкупувач и збори позади вашиот грб. Значи, све она што вие ќе му кажете, тој тоа го вија подкопува само довербата. Значи, имате некој што вија подкопува само довербата. Да, женската страна вика, разочарани сте од машката страна, од љубовникот. Значи, вие сте разочарани од љубовникот. Значи, од љубовта, од оваа страна. Затоа и не сте заедно, затоа сте разделени. Разочарани сте од него или во него. Не си правете себе си илузии. Значи, не си правите себе си илузии. Бидете јаки како еден стар момент. Така да све што на тие илузии ги правите во момент на искажување, на нервоза, на препредување, на зборење. Значи не. Само се ставате во една голема илузија која не е таква. Еве сега слушате каков е моментот. И имате прст. Значи некој нешто ви покажува и ќе ве усмерува. Значи, ви дадовме знак за можен проблем во оваа врска. Но, можно е да се случува сега, како таков, или во блиска иднина на оваа љубовна врска, заедничи. И доколку си ги решите проблемите и се помирите, значи исцелите, заедничката енергија ви е во слонова енергија имате и имате порака од овие чајни картички, чајни ливчиња и вика, долг пат ве очекува. Дали ќе биде психички или ментален, физички или ментален, тоа вие сами ќе си одлучите. Вика, ќе бидете доведени до крајот или ќе продолжите заедно. Значи, ве остава универзумот и порака од овие картички, де сами треба да одлучите за што сакате да направите со оваа врска. Померување сега за сега во ова партнерство нема да има, се додека не се поправат нештата на самоисцелување. Единството е битно. Значи, вербата, длабоката почитуваност, длабоката верба, вие не си верувате еден на друг. Тоа е моментот.
И сега би сакала да додадам уште нешто, да видиме што ќе ви порача машката страна на вас, доколку нема контакт, а нема контакт се гледа, и што ќе ви порача женската страна, или заеднично, ајде заедно. Што ќе си порачате еден на друг, како такво, како заедничка енергија, да видиме некоја порака, доколку би сакале да слушнете. И се разбира броеви. Јас сакам да отпочнам фамилија со тебе. 10 има значење бројот, или 1, или 0, како нов почеток. Земете вие како вам ви одговара. Значи, одлуката на машката страна е дека сака да отпочне фамилија со вас. Или на женската. Не е битно, земете како ви одговара на вас. Ја ви кажам, ова се генерални колективни читања, не може за секого да резонира, значи прифатете или одете на некое друго видео кое ќе ви резонира на вас или во некој друг канал. Еве вака. Ја мислам дека треба да забавиме малце и 7 број, може би е 10.7 во месецот важен за вас. Може 7.10 е важен за вас, земете како ви одговара, јас само ви ги читувам енергиите на картичките. Ванспор, да, ќе се понуди нов почеток. Дали вие ќе бидете спремни да прифатите или не, дали ќе бидете за кратко време, ќе биде нов почеток. Значи, нов почеток. Ќе имате нов почеток. Нов почеток во оваа врска. Еве. Јас толку се плашам да зборам со тебе, но мислам дека ќе... Осмица има значење. Ако сте имале некој прашање во врска за оваа љубовна конекција или за овој машки принцип или женски принцип, одговорот е не, значи има нешто што е подзакриено. Тие се чекање на тебе, значи тие се чекање на тебе. Некој е чекање на вас како одговор, неверојатно. Сега зависи кој е тој што изчекува, може би е партнерот или некои лица кои се познавате. Ова е долга врска, ова не е сега. Ова отпочнато сега, но ќе важи за сите вас. Може би и ќе се одлучите да не бидете со овој партнер, а може и ќе се одлучите да бидете. Дозволи ми да ти покажам. Значи, дозволи ми да ти покажам. 7 повторно, како број, и уште една седмица, кој вика причекај. Значи, чекај. Значи, има нешто што треба да се избалансира во оваа љубовна енергија или љубовно соединување, љубовна врска. Така да, во значење се 777. Ајде да видиме и ангелите што ќе ни порачат. Во значење се 3 седмици, земете вас како ви одговара, како ќе ви резонира. Ајде да видиме 777 какво значење има. Ангелите препорачуваат. Значи 777. Збире 21.
може има значење 21, 21.8, 21.10, 21.1, може за 21 ден повторно ќе направите обединување со истиот партнер, ќе ја стартувате од почеток оваа врска, ќе дадете можност, како нова можност. Може би ќе биде тоа за 21 час од моето исчитување на овие картички. Значи, има многу можности. Земете вас како ви резонира, значи како ви одговара и каде ви одговара, во кој момент, со бројките. Но јас мислам дека сепак оваа врска ќе продолжи и ќе има добар крај, бидејќи универзумот, картичките ви советуваат и ви даваат надеж за добра иднина. Да имате добра иднина. Ангелите ви советуваат еден многу убаво прифаќање. Значи, имате како 777 едно многу убаво прифаќање со светла иднина. И имате афирмација, доколку сакате да бидете заедно, а гледам дека сакате да бидете заедно, картичките не лажат, ја кажуваат моменталната енергија, а овдека има преголема енергија. И ви викаат, има една многу убава афирмација на прифаќање. Значи да прифатите повторно оваа врска за да може да се успее. Вика, вие сте дар. Вие сте дар за секој еден. Но и ние ви носиме подароци. Се додека не ги откриете тие подароци. Додека не поработите сами на себе, за да го смените курсот во правецот онаму каде што сакате да се движите. Вика, вие ке цветате и вие цветате. Вие сте наши деца и затоа сте дар. Дар на мајката земја. Сите нешта едноставно ќе бидат магични. Ние чувствуваме за вас волшебство, божествено. Вие можете да направите волшебство. И ја мислам дека треба да ја прифатите. Оваа понуда од овој машки принцип и мислам дека ќе треба да дојдете до соединување, да се помирите едноставно и да си ги расчистите некои работи во свест и самосвест. Доколку ви се допаѓаше ова видео, ве благословувам, ви давам среќа, ви пожелувам многу успех, се надевам дека секој заслужува љубов на оваа планета, секој заслужува обединување, никој не треба да биде тажен и сите треба да бидеме инспирирани од љубовта. И уште нешто ќе додадам. Љубете и бидете љубени сега и за секогаш. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!